премиерка на одговорите на Европската унија дека нема да се западните земји, Западни Балкан нема да се споска генерација додека влезе. Додека се нечка Европа кога да го испорача тоа што ни вети. Ние не може да чекаме. Ние мора да работиме, мора да го напредиме живот. Посебно како што е кинеската поговорка вика после секоја криза доаѓа добро, односно секоја криза може да биде одлична можност. Ние мораме секој атом енергија, секој потенцијал на оваа наша земја да го искористиме, а тоа се мултиплицира на вистина со унапредувањето на соработката со сите. Мене ми е драго што Србија и Албанија се фокусирани исто како нас. Ние сме овде централно поставени помеѓу овие две земји, но сме отворени према Косово, према Босна и Херцеговина, према Црна Гора, па богами према Грција, Бугарија, сите. Зошто ако може да не чекаме на границите, да не го направиме тоа? Зошто ако можеме да ги триплираме капацитетите за борба против пожарите летно време, поплавите, земјотресите и било какви други катастрофи, да не го направиме тоа? Зошто ако можеме да бираме во регионот каде ќе работиме или кој ќе ни дојде да работи, се со цел да обезбедиме квалификувана работна сила, тоа да не го направиме? Зошто да не ни растат платите, стандардот и слично? На крајот сите го посакуваме процесот низ поглавјата или кластерите за европеизацијата на нашата земја, но сето тоа што можеме да го направиме сами, треба да го правиме сами, додека Европа навистина не одлучи да продолжи на процесот на евроинтеграција. Мене ми е драго што фокусот на Западен Балкан на земјите е голем, сака да работат, да се европеизират сите, зборам не само политичарите, институциите. Сега имаме неповторлива можност политичарите не само да се пријатели, туку се другари. Порано не зборуваа меѓу себе. Имаше кавги, непријателства, тешко можете да ги видите, а ние сме тука за да им служиме на граѓаните. И подкрај тоа Америка се врати во својот фокус, што е здраво. Токму од овде низ Гевгелија ќе поминат големите коридори на гасоводниот нов систем, на течниот газ, на гасот од Катар, од Америка, од Израел, од Азербејџан преку ТАП и така натаму, кој што како нови енергетски проекти навистина ќе го менуваат комплетно животот. Нашите инвестиции, знаете, одат и во Грција. Договоривме и тоа скоро ќе биде објавено пуштање на нафтоводот, кој што оди токму преку овој наш крај, но она што е многу важно, се вкупниот економски раст и развој на Гевгелија, на овој југоисточен дел на нашата земја, оди напред, напредува, но наша задача на сите е да тој напредок го мултиплицираме, да биде уште поголем, уште повидлив, уште позначен, за да секако се издржиме тука младите и тука да ни планираат животот. Запомнувањето на процесираните нови персони, што мислите како да вакцинацијата досега и дали ќе биде потребна таква вакцинација? Има зголемување на бројките на новодиагностицирани пациенти. Гледаме дека е тоа некако тренд и во другите земји во регионот. Дел од тие земји веќе воведува некакви рестриктивни мерки. Она што е битно во овој момент дека нема притисок кон болниците, ниту во амбулантите, каде што се става индикација дали е некој пациент за прием или не. Околу 15 на пациенти се лекуваат на клиниката за инфективни болести. Будно ја пратиме ситуацијата. И покрај тоа што е сега прилично мирно, можно е да има влошување, да овој тренд на пораст продолжи и понатаму, а ние интензивно ги пратиме и анализираме препораките во однос на вакцинацијата. Едно од можните сценарија е да има препорака за трета доза на вакцина. Следно можно сценарио е ова да премине во сезонска вакцинација. Очигледно е дека нема да запре трендот на појава на нови соеви. И многу веројатно дека делта сојот нема да биде последниот сој на овој вирус, што значи дека предизвиците продолжуваат и понатаму. Во зависност од моменталната состојба ќе разговараме за евентуални рестриктивни мерки. Прво, насочени кон оние кои што не се вакцинирани, зашто нема потреба да ставаме дополнителен ризик на луѓето кои се вакцинирани, знаејќи дека тоа е единствениот начин ние нормално да функционираме и животите да ги вратиме назад. Еве сега очигледно свесни дека кризата продолжува. Може да трае и повеќе години од сега натаму. Така да ставаме акцент на вакцинацијата, која што продолжува еве тука и во овој пункт во Гевгелија, во останатите пунктови во здравствените домови ширум државата по систем на ротација теренската
вакцинација. Искрено верувам дека нема да спласне интересот кај граѓаните. Ние пред неколку дена, минатата недела, неколку денови поред бевме едни од лидерите во регионот по број на дадени вакцини на 100 жители, што е добар знак, се со цел да се опфати што поголем број од граѓаните со вакцинација. Благодарам.